поевтинија леб од млекото, јогуртот, јајцата и стотици други производи. Трговците ги намалија цените за над 1000 продукти. Дел од нив сепак повторно се обидуваат неосновано да ќарат, па поскапеа дел од производите кои не се фатени со владината мерка, како на пример некои видови пиво и чоколадо. Тите се веќе одбележани. На висина се одбележани. Нема никакви промени. Све е уште покачено. Кафето беше 112, сега е 135. Цените се исти. Дори негде си покачени цените на маркетот. Левот. Најефтиниот, тој е поевтин. На цените треба да влијаат и измените на законот за потрошувачи кои минаа во собранието. Со нив им се наложува на трговците на дневно ниво на интернет да ги објавуваат цените на производите. Ослободени од ова ќе бидат само микротрговците и оние кои се регистрирани како трговец поединец. Законот е донесен со цел заштита на животниот стандард, односно граѓаните ќе ги знаат цените на производите, ќе може полесно да ги споредуваат. Со тоа се очекува да се зголеми и конкуренцијата. И тоа треба да го прават за секој маркет на дневна основа, за да можат граѓаните да одберат каде ќе ги трошат нивните пари. Бидејќи македонскиот купувач е дисциплиниран, продолжува да пазари, а гледаме дека некои работи едноставно излегуваат од контрола. Кашкава лајдамер чинел 489 денари во ист период, во друг маркет чинел 649 денари. Кога ќе направиме разликата во овие производи и кога ќе ги собереме во една кошница, мислам дека голема разлика прави и самата цена во тоа кој трговец е купени производите, така што мислам дека тука една фер конкуренција ќе направиме со законот за заштита на потрошувачите. Трговците имаат рок од 45 дена да се прилагодат на законското решение. Контролата ќе ја врши пазарниот инспекторат. Според владеачката ВМРО ДПМН, ова е трета мерка која носи владата и ќе продолжат во насока на заштита на потрошувачите. Законот дозволува и да се креираат апликации преку кои што ќе може да се прават директни споредби врз основа на објавените цени. Дополнително се најавува дека ќе има ревизија на цените во белата техника и на цените на производите во аптеките со цел да се утврди зошто македонските граѓани пазарат поскапо во однос на земите во регионот. Опозицијата го критикуваше законското решение кое го предложи во владата, но во собрание ниту предложи амандман, ниту учествуваа во расправата. СДСМ предложи нивно законско решение кое не помина, а кое предвидуваше намалување на ДДВ-то за струја од 18 на 5% и укинување на ДДВ-то за храна, игнорирајќи го фактот дека кога тие беа на власт, ДДВ-то на струјата и покрај сите предупредувања и од регулаторот и од енергетичарите дека не е време за тоа, се покачи од 10 на 18%, а имаше и нагорни корекции на ДДВ-то за храната. Некои обични производи како мастики, чипси, сладолед станаа луксус и почнаа да се даночат со повисока стапка.